Добро вечер. Од Брисел две пораки. Едната е по првата рунда разговори меѓу СДСМ и ВМРО во седиштето на Европската Унија. И покрај одвоените средби на Европската парламентарна тројка, најпрво со СДСМ, потоа со ВМРО, потоа со заеднички ручек на тројката само со Шекеринска и со министерот Поповски, на крај со една куса билатерална средба. Разговорот и договорот е договор без договор за пост-великденско продолжување на разговорите. Второто соопштение доаѓа не случајно истовремено од Брисел, со кое јавното обвинителство на Македонија е известено дека Европската комисија во моментот нема да врши надворешна експертиза во содржината на било која поединечна кривична постапка што го бара јавниот обвинител на Македонија. Тоа е доволно за вечерашнава дебата, во која мои гости се професорите Борче Давидковски, декан на Правниот факултет, и човекот кој ја водеше така речената комисија за решавање на црниот парламентарен понеделник, и професорите Башким Салмани од Правниот факултет на ДУТ и професор Темел Користевски од Правниот на ФОН. Професоре Давидковски, дали оваа дистанца на Европската комисија во однос на тоа дека нема да врши мониторинг врз јавното обвинителство на одреден начин е поддршка или верување во капацитетите на обвинителството, или помалку дистанца од тоа како ќе постапува државниот обвинител? Видите, ако земете европските практики, се знае дека сите правосудни органи на секоја држава се самостојни органи. И јас мислам дека е очекувана таа работа, дека никакво јавно обвинителство, странски јавни обвинители не може да бидат вклучени во нашата кривична постапка, бидејќи тоа и не е ни предвидено. Така што најверојатно Брисел решил дека нашите институции тие сами да го решат проблемот што сами си го создадовме. Во тој случај максималистичката варијанта на СДСМ дека оставка на државниот обвинител Зврлевски некој нов би требало да ги води двете истражни дејствија за Пучи и за вистината, се практично на маргинална основа. Па така испаѓа. Мислам дека во моментот ние сме фактички у тешка политичка криза, која што криза се рефлектира на сите институции, од парламент и на другите институции кои што од сите три носители на власта, така што едноставно мораме, најверојатно ќе мораме да изнајдеме сили ние самите да, како што го условно речено, така наречениот црн понеделник што го решивме пред 2 години, едноставно и оваа политичка криза, најверојатно Европа се врели од костен, нас ке ни го остави и ние ќе најверојатно ќе мораме сами да си го решиме меѓу нас. Ама ако го решаваме така како што се решаваше со Мартовски договор како non-paper, повторно за да ќе стигнеме до формулација дека е тоа тоалетна хартија. Па видите, тоа што ние се договоривме, тој препораки што тогаш се подпишавме и што се колневме и ги дадовме на Европската Унија и што еве 2 години не го имплементиравме, тоа кажува само за нас колку сме сериозни визави оно што сме си преземале обврска. Например, препораките кои што беа неспорни, например да се донесе етички кодекс, да се усогласи закон за собрание, да се усогласи деловник. Мислам, едноставно тоа може парламентот за, да не кажам, на една седница 9 препораки веднаш да се имплементираат, ако си имаше волја. Мислам дека тоа пак покажува за нашата политичка зрелост, едноставно дали сме ние во фаза да она што веќе сме го подпишале, што сме го доставиле до странците, бидејќи извештајот како што го доставивме до сите институции и до странците, бидејќи тие посредува Мартовскиот договор, знаете, по чија иницијатива беше подпишан. Едноставно... Чекај, се подпишан или не е подпишан? Па не, јас не видов подпишан... Кој стави подпис на тој документ?
Има или е тоа сличен на мајскиот документ? Не знам, можда атлети? јас само видов англиска верзија, без подписи, без ништо, можда има во другите институции, едноставно тие што преговарале, бидејќи јас доста подоцна се вклучив, али онаа верзија мене што ми беше покажана, англиската верзија беше као non-paper, без подписи, без ништо. Професор Исевски, верувате ли дека нашиот државен одбранител како институција има капацитет да се справи со ова сериозен пакет на кривични дела, сомневање кои имаат и политички конотации, без оглед дали се работи за пуч или за така речените вистински решенија? Или вистината да допре до сите? Мислам дека нашиот јавен обвинител нема капацитет да се справи со еден ваков голем предизвик. Актуелниот, да. На него, мислам, прво нема стручни капацитети, а второ, нема морален кредибилитет да се справи со овај предизвик. Затоа што тој е очигледно под силно влијание на актуелната владеачка гарнитура и како таков од него ништо не може да се очекува, освен да постапува по директивите, наредбите на актуелната владеачка гарнитура. Што би било алтернатива? Нов кадар, нова цела гарнитура на обвинители во така речениот систем на организиран криминал кој се занимава со овие деликатни и правни и политички кривични дела? Па добро рековте, потребна е една потполна реконструкција на системот, почнувајќи од владата, како највисок орган на извршната власт, па потоа и сите други органи кои што се под контрола, а не би требало да бидат под контрола на владата. Значи, еден нов обвинителски тим, нови луѓе во органите на правосудството, кои што навистина честно, поштено, стручно ќе го завршат ова огромна задача која што пред нив се поставува. Што е вашиот став, професор? Најпрво, добро вечер на сите. Посебно ве поздравувам вас за успешна емисија. Јас фактички во однос на овие проблеми, мислам од независноста на Република Македонија па до ден денес, над 8 години имам работен во Основен суд Тетово и ги знаем доле горе како се одвиваат постапките, обвинителството, судот и така поред. И во тој период и ден денеска јас никогаш не бев задоволен не само од обвинителството, но и самиот суд. Фактички, не е проблем дали овој обвинител е способен или не е способен. Проблемот е тука што овие нефункционални работи излегува во виделина на самата држава и во надвор. Значи, прво е неверувањето на самите институции. Сите од надвор знаат дека кај нас денеска не може институциите да го преведат премиерот или некој друг, било кој да го скрши законот или да не постапува по законите. Значи, кај нас има привилегирани граѓани и непривилегирани граѓани. Јас дојдов сега од Тетово за Скопје, 3 возила пред мене не го платеа патарината, јас четвртиот го платев. Значи, не може пред законот некој, дали гласач, дали е избран, дали некој од граѓаните, секој пред законот треба да бидат еднакви. Значи, ова е голем знак дека од независноста на Македонија па до ден денес, значи, дел од граѓаните кои се задолжителни и се плаќа да ги почитуваат законите, они сами не ги почитувале законите. Доколку да имавме ние функционално обвинителство, не може да доаѓа до прескушување. Значи, тука е делот институциите не ги извршија работата претходно. И сега кога ние викаме, кога сите граѓани разбираат дека нешто не е во ред, тога најмалку може да има успешен избор на работите. Значи, затоа бараме сега некој вика од надвор или од внатре. Проблемите толку се кумулирани, бидејќи не е само овој проблем. Ако одеме ние сега во балканските земји, Република Македонија има донесено највише закони, без да ги почитува психологијата на самите граѓани. Сите надвор стандарди да се исполнува овој стандард во образованието, во економијата. И јас имам направен еден
анкета со За анкета малку подоцна. Да, во однос на ова. Сакам да кажувам дека не е проблем. Последица на тоа, значи, никогаш во овој систем имало привилегирани и непривилегирани луѓе. Вториот аспект, уште за обвинителството. Рековте категорично дека нема капацитет Зврлевски и дека нема морални капацитети. Тоа значи дека ги абсолвирате како веродостојни презентираните прислушувани разговори за неговиот морален кредибилитет и за начинот на кој се местеле и обвинителство и кривични дела и така натаму? Па, имајќи го вид досегашното искуство, не само податоците од прислушкувањата, туку и досегашното искуство, бројните информации за екипирање на органите на правосудната власт, органите на управата со партиски кадар, категоричен сум во тоа дека актуелниот јавен обвинител, кога би останал да ги изменаджира овие обвинувања, нели, кои што се ставаат на терет на власта, на основи на сомнение, не може да ги изменаджира. Професор Давидковски, со оглед на фактот дека чувме толкав серијал на прислушувани разговори кои и морални, и политички, и лично дезавуираат цели министерства, цели поединци, министри, државни функционери, директори. Дали тоа е само една резултанта, еден заеднички именител на тоа дека ние немаме практично витални институции кои можат да управуваат и со државата и со разграничувањето на судската, на извршната, законодавната власт? Па, кај нас, за волја на вистината, секој пат имало супремација на извршната власт во однос на законодавната и судската. Барем од 91 година навака. Земете, тргнете од тоа, парламентот, например, владата 99,9% му ги поднесува закони, предлог закони. Парламентарците не подготвиле еден или два на прсти може да се прочет. Значи едноставно тогаш кога треба да биде амнестиран Груевски, како на пример со амнестијата на она. Не зборувам за амнестија. Кај нас стана веќе вообичаено дека супремацијата е толку, ние формално правно согласно уставот имаме принцип на поделба на власт, фактички имаме супремација на извршната власт. Тоа доведува до ситуација да сите институции се под капата на извршната власт. Фактички. И сега се поставува прашање, оние механизми, колегите пред малку што механизми на контрола на извршната власт, зашто ова е дојдено до ова дереже, сме дојдени, например, зашто се дозволило прислушкување, зашто се знае, имаме закон, се знае постапката како и едноставно дојдовме до ерозија на институциите, на сите институции, така сега се поставува прашање Европа, денеска ги собра, едноставно да ги анкетира и што понатаму. Сега тоа е прашањето. Ние сме у една пат позиција, што понатаму, како Македонија да се извлече од оваа многу сериозна политичка криза која што се наоѓа државата. Не, само не ми одговорите на прашањето. Ако имате дезавуирање на еден министер за внатрешни работи, на еден министер за транспорт и врски, на самиот премиер, на шефот на УБК, дали комплетното дезавуирање на нивните институции и нивните персоналитети зборува за тоа дека нема власт, нема легитимна власт која извира врз основа на нивните овластувања врз законски основи? Токму тоа ви го кажувам. Значи, власта, за да вие некој прислушкувате, си има систем. Има, например, преку јавното обвинителство, преку судот се дава налог кој може мерки за прислушкување, кои може да се прифатат, кои не. Се знае во кој рок може да се прислушка и во кој. Значи, системот, ерозијата целиот систем е паднат, бидејќи особено, очигледно е, само одредени субјекти користеле таа своја моќ да земат да
да се инволвирани директно да прислушкуваат и да располагаат со тие податоци. Тоа е основниот проблем кај нас. За да работела, например, парламентарната комисија, која што треба да врши контрола, да работело обвинителство, да работело судството, каде што по одредени налози, по одредени одобренија можело да биде, дури и самиот министер кој што треба да преку него да иде, а очигледно и некој пат не идело преку него, бидејќи и тој е преслушкуван, едноставно ерозијата на институциите во самата извршна власт допринесе до ова ситуација до која што сме сега. Никој не очекуваше спектакуларни резултати од првата средба на СДСМ и ВМРО со Европската парламентарна тројка Вајгал, Кукан и Ховит. Иако се заговара дека после Великден ќе има нова средба. Останува, ми се чини, крајно поларизираниот блок. Од една страна со ова политичка гарнитура нема прогрес, од друга страна со правна разврска до епилог за пуч и вистината за Македонија. Ми се чини дека прочитав еден извореден текст во Нова Македонија, кој е насловен со најневозможно е партиско реми. Ако е најневозможно партиско реми, тоа значи дека е најневозможен компромис. Како тогаш во или сега доправа ќе почне меѓународниот притисок? Па видите, барем ја имам некој искуство пред 2 години, кога се формира таа комисија. Впрочем, пола од комисијата денеска беше во Брисел. Така е. Беше и Рената Десковска, беше и Илија Димовски. Да. Тие беа членови на, условно речено, мојата комисија, која што ја раководев со неја. Кога првиот состанок комисијата имавме 2 столба. Едниот столб СДС се обиде да направи државен удар. Тоа беше ставот на ВМРО. Вториот став беше на СДС дека демократијата умре во Македонија со отстранување на пратениците и новинарите од собраниската сала. После 3 месеци, отприлика, после 3 месеци разговори, преговори, убедување и така натака, дојдовме до еден извештај. Значи, ако се има политичка волја, и ако се сака, и оваа ситуација мислам дека може ке нас да се реши. Може ли, професор? Јас ги гледам работи во друг англ. Значи, во однос на искуствата што ги има младата демократија во Република Македонија, секогаш македонскиот дел постапувал поеднакво. Значи, во овај тест, да го кажувам, тест на демократијата, никогаш Република Македонија не водела сметка реално за фактичките состојби, како е составен дел на Република Македонија и во однос на постапките, како ќе се течат и зошто е дојден до овој аспект, проблемот е основа. Значи, македонскиот дел никогаш не го рачунал албанскиот дел во однос како во убавите работи и во лошите работи. Ево сега кај двете страни, сега кај двете страни се бара да биде албанскиот блок поактивен. Фактичи само кога им треба. Кај албанскиот и македонскиот дел треба, значи, еднашто за увек да има реален партнеритет на работите, за да бидеме сите комуни. Фактички, ви видите, Дуи, например, она не само албанците што ги жртвувал, и она само како партија е жртвувал. Во однос и во име на да Република Македонија да влезе во НАТО, да влезе во Европска Унија, и што ќе им кажува сега на албанските граѓани, дека ево ние ја сгрешивме улицата. Значи тука нема анализи, реално. Македонскиот дел, ја не знам дали сака за Европска Унија или друг дел, тоа не може да го почитува, а другиот дел, албанскиот дел, само сака НАТО Европска Унија, а фактички не ги уредува самите граѓани. Они заборавили дека кој ги избрал нив. Дали за Европска Унија или да ги решават секојдневните проблеми. Рисевски, дали се гласувате со овој став на селени дека отсуството да разговараме. Отсуството да седеме Дуи на маса вака да разговараме. И македонците и албанци, ние имаме еден проблем. И сега ние тргуваме 2 патишта. И кога не ни оди патот, на црвено семафор ќе се јави, дај дојде да ми помогнете. Или обратно. Дали кај опозицијата или кај позицијата на албанскиот дел. Секој кога сака да определи одредени работи, бара помош кај македонската страна, дали опозицијата или позицијата. Значи,
Овие релации создаваат вакви проблеми. Ристички, кој правец можете да очекувате било какво поместување во втората рунда и како тоа воопшто може да продолжи сега? Јас сум повеќе правник и работите ги гледам низ призмата на уставот. Правото и политиката се поврзани. Верувам, предпоставувам дека тоа ќе продолжи со инсистирање на опозицијата да строго се почитува уставот, да оваа деградација, руинирање на системот за која што зборуваше колегата Борче, се врати во една нормална фаза, а враќањето во нормална фаза може да се постигне со една техничка влада, со една преодна влада, која што ќе ги следи состојбите во земјата, која што ќе организира и спроведе легални избори, не вакви какви што беа овие досега, неколку, последните. Реков, не требаше, и без бомбите ние многу работи ни беа познати, од средствата за јавно информирање, од разговорите со граѓаните, контактите со граѓаните. Бомбите само го потврдија она што ние го гледавме и го наслутувавме и се разбира доста да. Јас сум правник исто така. Значи, ние имаме две состојби во Македонија. Професорот века уставот. Па ние зборуваме сега за кршење на уставот и на законите. Основните човекови права се скршени. Значи, не само внатре законите, тука и меѓународните конвенции. Сега, не може ниту техничка влада, ниту интелектуална влада. Значи, реалната состојба или фактичката состојба создава правна состојба. Ние имаме правна состојба, сите окей, 100 проблеми. Правно, тие се легални избори, ги признава меѓународната заедница на добар начин. Значи, влада успеел, не успеел. Ние сега имаме фактичка состојба, од оваа фактичка состојба Република Македонија не може да излезе без албанци. Сега, дали албанците да бидат жртви или нема да бидат, тука поинаков македонците меѓу себе не може да го решат овој проблем. Јас така ги гледам работиве. Значи, каква би била улогата на албанците, на модератор, на некој понтонски мозка која тоа го велам, или сега одеднаш од сеирџиштво, еве на пример вели денеска Адеми за дуи почетокот на разговорите во Брисел е политички голем ден. Слушај, сега албанците до сега правно тие се докажени служители на македонската дали опозиција или позиција. Никогаш не поставиле по своја глава. Сите 11 закони што се донесени во Република Македонија, по секој 5 или 6 члена се против албанските интереси. Значи, јас како граѓанин знам точно што закони се донесени против албанската популација. Зошто Дуи тогаш е во владата, како што вели Фуер? Тоа зборуваме. Значи, Дуи ги жртвува самиот имидж, самите граѓани и сега испадна во овој состојба. Сега другиот дел, македонскиот дел, сака да изнаоѓа чар. И едните и другите. Одиме сега со ВМРО да поминае. Партнер го има Дуи. Другата страна, сега СДС нема партнер. Тука е проблем. Они ги повика албанските граѓани да не се приклучат, а фактички, што ако доаѓат тие на власт? Како ќе постапува? Значи, тука има и правна празнина, и морална празнина, и политички празнини. Ја не верувам дека Дуи ги има тие гласови што ги има до сега. Не, има одреден проблем, основен проблем во Македонија. Работиве мора да бидат јавно на маса. Ова на Башки ми е блиска теза. Да. Практично ние имаме комплетен вакуум. Од една страна руиниран систем, уставен или политички институции, а од друга страна сакаме преку уставниот систем да изведеме некаква транзиција на целиот овој процес. При што не знам како ќе изведеме преодната влада, например. Дали е преодната влада
решение кое би можело да биде решение? Мислам дека оној кој што ми имаме еден добра изрека македонците, оној што се дробел, тоа треба да си срка. Мислам дека сите допринесуваат прилика, многу чинители допринесуваат до оваа политичка криза овде кај нас во Македонија. Јас сум скептик дека ние со техничка влада ќе го решиме проблемот со класична техничка влада, значи само со технократи, значи со експерти без политички оддел, бидејќи во услови кога една политичка партија има 62 пратеника, друга имаат апсолутно мнозинство, е нонсенс. Тоа во македонски услови тоа да се реши. Мислам дека ако се направи нешто како 2001 што се направи широка коалиција, концентрациона, ВМРО не може да се амнестира, ВМРО мора да биде власта. Тоа да бидеме начин. Заради долгорочноста на решенијата или заради стабилноста на решенијата? Ради стабилноста на решенијата, затоа што вие ако го изфрлите, прво не можете да го изфрлите 62 пратеника имат. Нема шанса да го изфрлите бидејќи они имаат мнозинство. Они и без ДОИ имаат мнозинство. Дали на таа карта Груевски игра, затегнувајќи сега релацијата на пресметката со Заев, со масовни политички Не, ја мислам дека Груевски сега веќе си почна си прави евентуално утре, ова е веќе кампања. Кај нас почна кампања избори, едните и другите, ова е веќе класична кампања, ова што се прави во Македонија, и мали деца веќе гледаат дека и бомбите е еден вид кампања, и ова што идат митинзи што се прават, едноставно тоа е еден вид кампања. Сите очекуваат дека ќе има некоја преодна влада, сите очекуваат дека ќе се смени законот за избори, дека можда попис дали ќе се направи или не, тоа е ирелевантно, и едноставно да некоја техничка, мислам условно речено, широка коалиција која што се очекува да спроведе фер избори во Македонија, кои што под меѓународен мониторинг тие избори би биле признати од сите чинители. Повторувам, македонските партии, еви и албанските, они мора да партиципираат како 2001 година, затоа што тоа се клучните играчи. Особено не може ВМРО да не биде во било каква влада. Тогаш која е сврхата на оваа цела кампања на Заев ако останат истите министри или истата политичка легитимација? Не се разбереме, не е реално, морално и политички делегитимирани. Вие знаете, во 2001 година, например, се министерот за одбрана, министерот за надворешни работи, опозицијата ги даде. Едноставно, може на клучните места кои што се битни за избори, евентуално да се влезат од други провениенции. Така што и ДУИ предпоставувам дека еве како што најавуваат, само сега они идат на друго. Најавата ми би се вклучиле ако преговорите се прошират и во поглед на името, на нашите аспирации за НАТО и Европа и така натака, што веќе тоа прво ми е да си го решиме проблемот, па потоа мислам дека агендата е проширена, со тоа веќе се шири и маневарскиот простор за оние кои што треба да го решат проблемот. Мислам пред се, знаејќи ги многу добро ситуација во Македонија, едноставно ние се знаеме, мала држава сме, и политичките односи што се тука, значи актуелните политички чинители тие мора да бидат вклучени, затоа што не гледам друг голем фактор. Странците они може да монитираат, може да ни даваат совети, може да бидат наблюдувачи, али директно да се примешаат, директно да даваат решение, они тоа сигурно нема да го направат. Борчета Витковски, Башкир Селмани и Темел Користевски универзитетски професори од Скопје и Тетово, дебата каква перспектива по бриселските пораки и во однос на мониторингот врз државното обвинителство во Македонија и по првата рунда билатерални, односно трилатерални средби СДСМ, ВМРО со европратениците. Сега ви предлагам да чуете реакции на дел од меѓународните дипломати и експерти. Првиот е Флориан Бибер, експерт за Балканот од Австрија, во разговор со нашиот Дарко. That investigation needs to be done by an independent institution or body or group
which doesn't exist at the moment. The accusations too seriously discredit the judiciary, that the judiciary could do it by its regular procedures. It's not a credible option. So I think what would be important is some independent investigative body which would really look into these allegations independently, which would be respected by the opposition as well as accepted by the government, and which would make a report and would clearly indicate what is going on. So I think that I don't see it as being realistic at the moment, but I think it needs to go in this particular direction. And then also the question is about having elections at some point, because again it's hard to imagine a government with such serious accusations levied against it staying in power. What is your opinion? How do you see today's meeting in Brussels between the teams of SDSM and the government, mediated by EU parliamentarians? Is this the right level with EU parliamentarians that could bring some results in this crisis? Well, I have a strong doubt that that level is sufficient to really move things forward. I mean, I would be very satisfied, of course, if they were able to move things forward, but it just strikes me that this level is just a little bit, doesn't have the political weight behind it to really make a difference. It strikes me more as an EU approach of saying it's a low-risk strategy. Having EU parliamentarians fail is not a disaster for the European Union. But it doesn't strike me as the level of engagement. I think the level of engagement has to come from somebody like Federica Mogherini or Johannes Hahn. It has to come from like the kind of top leadership of the EU institutions who have the clout behind it. And I think also at the end of the day, it would help to have EU member states, at least key EU member states involved. We see that in Bosnia, for example, Britain and Germany were instrumental in moving things forward. So I think we need a combination of EU and some strong member states to really put this process on the agenda. We don't see it at the moment, but I have strong doubts that the initiative of the MEPs will be successful. Ке ги видите уште и реакциите на Ерван Фуере, исто така за Телма. А сега ви предлагам малку ЕПП, па се враќаме за продолжение на дебатата. Веројатно мислам на клучното прашање, а тоа е дали е возможна разврска без, дали политичка разврска е можна без правна? You used to live in Macedonia, you know Macedonian people, Macedonian government. Do you believe in the success of the political dialogue which starts on Monday in Brussels? I wish I could, but past experience demonstrates that unfortunately if there's no political will of all those present, I know that there is political will of some of them, but if the political will of the governing party is not present, then there's not much hope. We must give it some time, but at the same time we must be careful that the government is not using this to abuse and to win time in order to gain whatever other political motives they want. And that's why I proposed that there really needs to be a transition process to try to get rid of this terrible cancer in the society and of the political intrigue and the corruption and the lack of political dialogue. I feel so sad for the Macedonian citizens that they have to suffer this every day and this situation. And I'm not surprised that so many are leaving the country because they see no future in Macedonia. But also today you made it clear that there is a high time for the international community, particularly for the EU, to become much more involved. What can and should EU do right now for Macedonia? Well, the EU should be directly involved in this mediation. It shouldn't just be the three MEPs. The EU executive should be there in the driving seat and with very clear demands. And because, for example, the Prime Minister keeps saying that all of these allegations will be investigated. But where is the investigation? There's been no start of any investigation. And we know that if that is left to the local authorities, to the public prosecutor, nothing will happen. Давидковски, Селмани и Ристевски во студиото.
го чувме и Ерван Фуере. Ерван Фуере ја прати пораката до Дуи. Што правеше Дуи 8 години во владата ако во оваа ситуација се доведовме? Дали Дуи е сега репрезент на албанското задоволство, на избирачкото расположение? Дали албанците се задоволни? Јас мислам дека, ево и анкета имам направена, значи во задните 4 години, како се чувствуваат граѓаните на Република Македонија, посебно на албанскиот дел. Во однос на имиджот на Дуи и во однос на очекувањата од самите гласачи, тие од 38%, значи превише се разочарани од Дуи. Значи 10% од граѓаните викаат Дуи до сега катастрофално постапува од тоа што тие чекале морално Дуи, и ова е првиот дел. А вториот дел, значи Дуи постапува за една цел, НАТО и Европска Унија. Тоа им го кажува Дуи на албанците. Во однос на НАТО и Европска Унија, значи тоа не успеало до сега. Тоа значи дека е малку наспроти социјалната ситуација. Дуи, јас мислам дека е злоупотребен од ВМРО. Значи, ако тие партиципирале, за да самата држава има успех во НАТО и Европска Унија, Дуи само се жртвувал, самите гласачи, и на крај, мислим, вие замислите доколку Дуи беше поинако. Ево како сега постапува СДС. Што ќе беше со Македонија? Значи, Дуи треба да се почитува од партнеритетот, од македонската страна, значи дал све за да Македонија успеа. Тоа даваше 2001 година, тоа даваше и сега, и на крај Дуи како да е казнет и од самите гласачи, и од самата партнеритет или самата ВМРО и ДПМНЕ. Значи, тоа значи дека е најголем губитник? Јас кога е Дуи губитник, значи он секогаш ги лажил своите граѓани дека ќе биде добро, ќе биде рамноправни, ќе бидеме заеднички, ќе успеаме, кога ни еден цент не инвестира во западниот дел. Вие гледате секој ден во емисии. Правиме автопат Кичево-Охрид. Кога ќе биде правен? Кога ќе биде правен? Секој ден се вика дека има ли социјална реакција кај расте, вика 2%, 3%. Јас знам дека имам 3 кредити, сигурно и вие имате кредити. Каде тој раст? Значи, прво, албанците задните 10 години, во однос на претходните, тие се осиромаштени на 42%. Значи, целиот албанскиот капитал веќе не е кај албанци. Тука не е само политичкиот дел. Сега никој не прашува дали ќе се зборува албански или нема да зборува. Дуи не успеа. Никој не прашува дали ние ќе вее знамето или нема да вее знамето. Зошто сега луѓето немаат ни леп да јадат. Порано имало, сега ни тоа го нема. А дали прашува да пример кај македонците зошто со сила им затвараат дуќани, им наплаќаат даноци? Ево да ви кажувам, јас сум имал неколку пријатели што имале јаки фирми. Тие денеска не постои. Значи, каде е проблем? Основниот проблем е, ние денеска имаме погромни проблеми кои што сме ги имале до сега. Имаме економски проблем што досега никогаш не било во ова кризна состојба. Луѓето денеска се баратат за леп да јадат. А некој нас ни кажува дека ќе одиме во Европска Унија, ќе одиме во НАТО, а фактички ниту НАТО, ниту Европска Унија, ниту знаме, ниту албански јазик. Значи, македонската страна до сега, од мои забелешки, персонални забелешки се, значи, ако има партнеритет, треба да се почитуваат заеднички. Не, јас секогаш сум против зборот со живот. Не со живот. Јас не живеам со мојот брат. Значи, ние мора да бидеме рамноправни. Друго е рамноправноста, друго е да соживееме заедно. Значи, мене ми е страх од едниот дел, бидејќи Европската Унија инвестирале многу во Македонија. И овој комодитет што го има сега Македонија и порано, ни една друга држава го немал тоа до сега. Значи, Македонија била привилегирана и од Европска Унија, и од НАТО, и од сите. Кои кризи била до сега, значи успешно се администрираат со помош на албанската страна. Ево, например, одеме од друг, зашто го кажувам ово. Сега, ние сите албански граѓани жртвуваме дека проблемот со името. А што нас ќе ни создадат тоа ако се мени името или ако не, ако успеат македонскиот дел, што нас? Ние жртвуваме 10 години за името, 10 години за Европска Унија, 10 години за НАТО и на крај ни едно, ни трето, ни друго. Значи сите се разочарани еднакво. Веќе не е проблемот. Меѓунационалните односи никогаш не беа досега подобри.
Значи, успе. Европската унија што инвестира во Македонија е успешно. Ние самите ги злоупотребуваме овие работи. Ама не сите. 10% луѓето кои имаат власт. Јас имам истражувано. Значи, во секоја држава се донесуваат законите за да ги штитат граѓаните. Македонија донесува, влада на Република Македонија донесува закони да се брани од граѓаните. Тука е проблемот. Ристевски и Давидковски, дали мислите дека оваа ситуација е превртена слика? Дека зад политичката криза која сега во момент се крие една привремена економска соцреалистичка слика, дека у оваа финансиска криза ние имаме успешна година, раст и така натаму, при тоа луѓето тоа не го чувствуваат. Од друга страна, Груевски веројатно наведува една агенда на успешни проекти, на навестени инвестиции и така натаму. Што е таа превртена пирамида на социјалниот и политичкиот живот? Па видите, јас со колегата Башким не би се сложил до крај, затоа што фактички оваа криза Европската унија нема баш многу уложено у Македонија, да бидеме искрени. Секој пат на нас, секој пат ни давале бенчмаркови, секој пат некои забелешки. Од политички агол, има од економски многу има. И економскија, затоа што фактички ние имаме, ние си го знаеме нашиот проблем што е. Агендата на Македонија и на македонците и на албанците, ја колку барем што гледам и на сите политички чинители, сите партии, е неспорно дека сакаме да влеземе во Европска унија и да влеземе во НАТО. Тоа е неспорно. Не можете сега да речете тоа е ексклузивно право само на ДУИ, а еве СДС или ВМРО не сака тоа да биде. Мислам дека сите граѓани на Македонија, барем сите граѓани на Македонија, ние сме едина држава на Балканов, кај што преку 80%, едно време бевме 94%, сега веќе 80%, кои што декларативно на сите анкети се изразуваме дека сакаме да влеземе во НАТО и во Европска унија. За разлика од многу држави, некои што влегоа, па каде што е околу 50-55%. Значи, тука во тој поглед мислам дека сите го сакаме да влеземе и во НАТО и во Европска унија. Има некои објективни причини кои што сега ние мораме да кажеме. Сега мора да кажеме дека покрај условите што треба да ги исполниме, имаме и еден 34-ти бенчмарк, односно услов кај што ни се каже сменете го името ако сакате да идете каде што се преговара. И тоа е факт. Но не можеме да поминеме преку фактот па сега е секој да ни биде кум. Јас сум да се преговара, да се најде заедничко решение, но едноставно да кажеме само ради НАТО и ајде да го сменеме името. Мислам дека тука малку треба само да завршам. Мислам дека економската криза сите и македонскиот дел од граѓанството и албанскиот сите се засегнати. Мислам да кажете дека еве не се инвестира во Западна Македонија, во Источна Македонија или оно, едноставно мислам дека теретот на кризата која што и Европа и во Македонија ние сме во криза и факт е, еве се гледа еден дожд падна, поплави се, ако идете по логиката, поплавите се у македонскиот дел условно речено во Пелагонија и во Струмица. Таму се поплавите највише и таму највише штети се претрпе. Сакам да кажам дека да не испадне сега еве ја ги бранам македонците вие албанци. Мислам идејата е дека сите граѓани, најдобро граѓани на Македонија ја почувствуваат оваа криза и поише се продлабочува. Јас направам ве молам, една разлика правиме. Ево на пример, сега ние сакаме Европска унија, сакаме НАТО, ама ние постапуваме по нашите правила. И Косово сакаше Европска унија НАТО, ама одма го даде знамето за 24 часа ново знам. Ние не можеме Европска унија НАТО со нашите правила. Добро. Значи, а што ви со овие анкети? Што се да прочитам? Јас го кажувам тоа на професорот по една анкета. Да. Значи разликата меѓу албанскиот дел и македонскиот дел. Јас имам направена една анкета само на западниот дел кај албанските граѓани. Сега во тек сум и во другиот дел. За нештата како размислуваат македонците и како размислуваат албанците. Значи, 17%, тоа му доаѓа 8% од граѓаните, опште не размислуваат
иднина во Македонија. Тие си одат. 47% од албанските граѓани уопште не им се живее веќе во Македонија. Од сиромаштија и ваквите проблеми. Значи, половина дел од албанците се надвор од Република Македонија. Значи, тие одат да си работат и донесуваат капитал тука во Република Македонија. А тој капитал, значи, фактички е злоупотребен. Значи, ова влада, сакам да кажувам дека целиот дел на Република Македонија го има ставано под лупа и под контрола. И на млекото има денеска порез, а фактички ние на крава нема накупено на тие граѓани. Чекай, да има сега да завршиме со Дуи овој аспект. Имате денеска соопштение после дводневниот собир на Дуи, каде што морам да признам дека, например, Дуи ја издржа критиката на Ервен Фуере, шо барата Дуи во владината коалиција 8 години ако во оваква ситуација е Македонија. Што е, морам да кажам, еден прилично демократски изблик на партијата. Меѓутоа, ви имате денешно соопштение во кое вели дека расположението на албанците треба да се уважува, ама приклучувањето на Дуи оди повторно откако ќе се решава и сплетот на името. Што значи дека влегуваме во волшебен круг во кој албанците ги чуваме како резервна варијанта за решавање на така наречениот македонско-македонски судир. Вистински? Република Македонија е самостојна, суверена и демократска држава според Уставот, член 1 од Уставот на граѓаните на Република Македонија. На македонци, албанци, турци, срби, роми и така натаму и така натаму. И имајќи го тоа во вид, почитувајќи Уставот на Република Македонија, ние не можеме да го исклучиме албанскиот фактор во решавањето на проблемите во кои што се најде Република Македонија. Се сложувам со тоа, потполност со колегата Башким. Неговите размислувања се во рамките на Уставот на Република Македонија. Инаку, факт е дека кризата, тука го делам мислењето на колегата Борче, подеднакво ги погодува и албанските и македонските граѓани. Основно мерило за успешноста на една власт е стандардот на граѓаните, колку квалитетот на животот на граѓаните, колку тие се среќни, колку тие се задоволни. Во конкретниот случај имаме, тука се сложувам со колегата Башким, осиромашени граѓани. Граѓани кои од година на година живеат се потешко, во се поголема и поголема сиромаштија. Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Каква е таа власт која што ги застапува граѓаните? Избрана се разбира, како што тие викаат, преку легални демократски избори, која што ги довела граѓаните во една ваква тешка економска положба, па да мораат да ја напуштаат Република Македонија. Имаме некој... Добро, да не ламентираме на прашањето на економскиот и дел, бидејќи се уште сме во фазата на сериозна политичка криза. Меѓутоа, има еден абсурд. Меѓународните и домашните експерти се помалку имаат верба, па и домашните политички фактори од опозицијата во институциите, во нивниот капацитет. Од друга страна, во време на Охридскиот договор, кој имавме сериозна криза, исто така, председателот Борис Трајковски се најде во улога да биде еден успешен медијатор. Сега имаме парадоксална ситуација. Нашиот актуелен шеф на држава, како да е глувча дупка, нигде го нема, нигде не се изјаснува. Младите амбасадори кои му вложуваат демарш за прислушувањето, така натаму, тоа е така глуво немо. Од друга страна, Дуи останува на ставот дека за неја Георги Иванов е нелегитимен председател. Кој би можел дома да ја преземе улогата на легитимен политички медијатор на спротивставените страни? А јас, да не станам досаден, мислам дека овие разговори што денеска беа во Брисел, што најверојатно после Великден ќе се префрлат во Скопје,
со евентуално учество на други, на ДУИ, на ДПА, тие што се чинители во парламентот, мислам дека мора да седнат. Дефинитивно. Мислам дека председателот Ѓорги Иванов, ако земете по уставот колегата Ристевски што го кажува, едноставно он нема он беше медиатор во онаа комисија за 24-ти, само формално ја формира комисијата. Сакам да кажам, клучните играчи се тие. Тие клучни играчи мора да го решат проблемот. Ние немаме други алтернативни, да имаме, например, јак невладин сектор, да имаме јаки други субјекти во државата кои што ќе можат да влијаат, ќе можат да екипираат многу граѓанство за да можат да влијаат на расположението на овие што се на власт. Ние тоа го немаме. Факт е дека тоа у Македонија се уште го немаме. Има, чак пат имаме невладин сектор, имаме новинарската фела излезгува, студенти, професори, али штитете си своите проблеми. За овие клучново прашање, политичкава криза, главни по мене политички играчи се токму овие што сега треба разговорите од Брисел во Скопје, да се седне во Скопје на највисоко ниво, повторувам, на највисоко ниво и да се изнајде решение, мора да се најде решение, повторувам, во една широка коалициона влада, каде што сите ќе учествуваат, каде што за една година да се направат сите предуслови за да се обезбедат фер и чисти. Имаме два поларитета. Како тоа ќе се спојат? Имате од една страна поларитет на правна разврска, нели? Што значи првосудски, а имаме нелегитимен, односно безкредибилен државен обвинител, па и обвинителство, со сомневање во капацитетите на судството. Од друга страна, барате преодна влада која е прилично деликатно да се состави во ваков поларитет. Видите, од негде мора да се почне. Иначе ќе има распад на системот. Иначе немаме систем. Ако има распад на системот, кој го сака тоа? Власта? Власта очигледно не го сака распадот на системот, зашто власта може едноставно утре ќе донесе одлука, ќе идеме на избори. Има 62 пратеника со ДУИ исто. Не се они политички аналфабети дека ќе имаат бојкот од опозицијата и нема да имаат легитимност комплетна. Формално правно може да донесат одлука да се распишат избори. Повторувам, по притисок на странците, особено на Европска унија, ако преговорите се префрлат во Скопје, и мора во Скопје да се водат, проблемот е во Скопје, не е во Брисел. И тука мора да се реши проблем. Мора. Тие што го создале проблемот, тие да го решат прво политички, а после правно ќе се реши. Како ги оценувате така наречено добрите социјални пакети, ама само прилично како трик варијанта, во која премиерот јавно соопштува, откако Јанкуловска непосредно пред нивните каравани ги посети специјалците, дека сега ќе издвојат околу 400 милиони од буџетот за зајакнување на платите и задоволството на репресивните органи. Дали тоа полицијата се подготвува за некаков мегдан во Македонија или суди со народот? Ако ги анализираме, значи, односите, изјавите на опозицијата, фактички тие избрале некој недобар пат. Прво за самите себе си, а најлоши за граѓаните. Во однос на улогата, сега на систем, имаме две основи работи. Првата е, сега опозицијата создава све и мисли дека токму така ќе оди владата. Владата е избрана на легален пат. Она не може така едноставно да се руши, зашто вие јас не сакаме. Ова влада не може да паѓа доколку нема фактична состојба. Ние имаме сега, немаме проблем со системот. Имаме проблем фактички систем. Тој проблем што е создаден од нив, они треба да го решат. Ама има, например, има налети на интелектуални становишта, новинарски, дека треба улицата, дека треба и на улица, треба со демонстрации, со непослушност. Тоа би било нелошо. Значи, ние имаме сега две проблеми. Прво, внатре, во самиот систем на Република Македонија, на тие што не представуваат, морално, ние веќе не им веруваме.
Второ, имаме со меѓународните конвенции проблем, значи тоа во дипломатски и во политички. И сега реакциите, тие од надвор чекат ние што ќе правиме внатре, а ние внатре чекаме што ќе прават тие од надвор. Значи многу е комплицирана работа и ова е голем тест за Република Македонија, но јас ви кажувам право, стравувам дека пракса од сите влади до ден денес да не ги злоупотребуваат меѓу националните односи, бидејќи никогаш меѓунационалните односи подобри не беа до сега. Има еден партиски став кој е многу интересен. НСДП вели дека неприфатливо е длабоките политички проблеми под овој авторитарен режим да добиваат етнички призвуци, криминалот и корупцијата не се дел од ничи етнички идентитет на било која заедница во Македонија. Ристески, дали е возможно низ така наречен тивок или јавен отпор да се покаже незадоволство кон владеечката гарнитура ако не стигне до политички и консенсуален договор за решение на кризата? Појајќи од уставната одредба на член 2 став 1 од уставот дека во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Граѓаните се тие чија волја треба да се почитува. И мислам дека имајќи овид токму ова уставна одредба, возможно е преку еден притисок од граѓаните, од јавното мнение, граѓани кои што ќе бидат добро информирани, нели, како работела нивната влада, нивната власт. Само добро информиран граѓанин, оној кој што знае, оној кој што е запознат со процесите во општеството, тој може да учествува во демократските процеси во општеството. Дали овие прислушувања се демистификација и на оден начин демаскирање на одредени личности и на системот на владење? На што мислите, мислам? Дали прислушуваните разговори покажуваат капацитет на власта, нивниот неетички пристап, злоупотребите, силата, моќта? Токму тоа. Податоците кои што ги слушаме, информациите кои што ги слушаме од така наречените бомби на Заев, ги потврдуваат многобројни наши сознанија за кршењето на човековите права, едноставно со еден збор кажано за лошото работење на оваа влада. И токму поради тоа, оваа влада не може да менаџира, јас реков, потребна една реконструкција на системот, а до таква реконструкција на системот ќе дојде ако се организираат фер и демократски избори. А оваа влада, ваква каква што ја знаеме, не може да изменаџира фер и демократски избори. Фер и демократски избори ќе може да изменаџира една привремена, една техничка влада, составена од честни луѓе, стручњаци кои што пред сесија ценат својата струка и ценејќи својата струка, квалитетно ќе си ја вршат својата работа. Поштовани гледачи, следите дебата во која учествуваат универзитетските професори Давидковски, Ристевски и Селмани. Сега ви предлагам да го завршиме овој пристап околу ДУИ и модерирањето со два паралелни става. Едниот е врзан еден произлегува од Артан Груби, од пратеникот и гласоговорникот на ДУИ, после дводневното заседание на интегративците во Скопје, а другиот е резултат на така наречената амстердамска тројка која врши притисок внатре во ВМРО за промена на партиската елита која веројатно добива призвук на, условно кажам, делегитимираност која оди до тенденција да ја делегитимира и самата моќ на ВМРО ДПМН. Значи Артан Груби и Никола Димитров. 80% ќе зависи од сите нас. Малку ќе има помош од надвор. Ќе дојде,
ќе има појасна порака, ќе има во определен момент ќе знаеме дека немаме иднина ако продолжиме вака, во смисла на Европа. Ниедно трајно решение за Република Македонија не може да обстои без вклучувањето на втората најголема заедница во Република Македонија, а тоа е албанската заедница, и затоа бараме да бидеме дел од овие преговори кои што ќе ја решат кризата и кои што ќе понудат подобра алтернатива за Република Македонија и враќање на фокусот на сите граѓани на целото општество кон евроатлантските интеграции, што е апсолутен приоритет за нашето општество. Сметаме дека ќе станеме дел, такви се сигналите од Брисел и состанокот кој што се одржува утре само почеток на диалогот и во тек, во продолжение. Сметаме дека и ДУИ со помош на меѓународната заедница, со вклучувањето на ВМРО ДПМН и на СДСМ ќе стане дел и ќе ја решиме кризава. Секој со својата совест. Ама ако чекаме само од себе ова да се реши, нема да се реши. Тоа ќе биде. А тоа единство нема да попушти во првиот ешелон. Бидејќи таму е најголем влогот. Таму е огромен влогот. Влогот е се или ништо. Или останува статус кво, или е многу страшна алтернативата. И затоа ја не очекувам дека таму ќе има некое, не знам какво поместување. Еве ако они не можат ни да се бранат, ако седат уште на тие позиции. Како ќе се бранат, во каква процедура, во која процедура. Така што, они ќе се го држат тоа, на сите нас, другите, останатите, како ќе реагираме. Ќе им го олесниме тоа, ќе го ставиме така да прават, или нема да ги оставиме, ја ќе дам се од себе, тоа да го нишам. И убеден сум дека сегашниот правец зголемува и ќе дојдеме до точка каде што ова ќе се сруши целосно. Јас немам ништо лично против тие луѓе, меѓутоа не можам да дозволам и се од себе ќе дадам да си го заштитам тоа што јас сум дел од Македонија. Јас сум ваков затоа што сум овде роден. Разградена ни е земјава. Кого и како ќе слушаат македонските политички воства во разврската на политичката криза? Тоа е завршница на дебатата, прашање за моите вечерашни гости, Давидковски, Ристевски и Селмани. Кого ќе слушаат и како? Мислам дека сепак сите политички чинители мора да седнат после Великден, мора дефинитивно да седнат. Првото ниво ќе биде на политичко ниво, да се направи една условно речено поширока влада, која што ќе се даде рок, предпоставам минимум година дена, кој што треба да се спреми за фер и за следни избори, и потоа да следи правното разрешница. Иначе, се што во моментот, ако нема политички консензус од сите политички чинители, тоа најверојатно европјаните и американците, особено предпоставам ако во Скопје се вршат преговорите и веќе тука сигурно и американците ќе се примешаат и ќе мора да направи еден политички консензус и едноставно да се најде разрешница, затоа што вака сме у пат ситуација, нити правно можеме да ја решиме, нити политички. Прво е политичкиот дел, по мене, политичкиот дел да се реши, една широка коалиција која што во одреден период се она што треба да се спреми, инфраструктурата, правната инфраструктура да се спреми за фериче, а во меѓувреме ова што се отворени правни прашања нормално ќе се процесираат и да се средат. Рисовски, вашиот став? Да одговорам на прашањето колку ќе слушаат. Имајќи го во вид фактот дека со сето ова што го правела актуелнава власт, почнувајќи од изборите, изборни измами, фалсификати, притисноци, криминал, апсолутна контрола на законодавната, судската власт и така натаму, и така натаму. Европската заедница мора да биде заинтересирана за случувањата во Македонија, затоа што со сите овие случувања, реков, грубо се кршат одредбите на Европската конвенција за човекови права.
A za spроведување на Европската конвенција за човекови права, за нејзино доследно спроведување, Македонија е дел од Европа. Европа не смее да биде незаинтересирана. И затоа... Мислите дека на тој начин ние практично ги прекршуваме и копенхашките критериуми за европско учество во преговорите со Унијата и така натаму? Да. Актуелна власт очигледно многу, слободно да кажам, не се грижи за критериумите на Европската Унија. Селмани, кој и како ќе врши притисок? Јас исто така сега одиме на два аспекта. Првиот аспект и колку доаѓа на маса, тоа значи за сите ќе биде добро и за самите граѓани. Но за граѓаните и да седнат тие на маса, пак основните проблеми што ги имаме ние не може да се реши дали се ова влада или се идната влада. Значи тука е проблемот, мислам дека доколку не се наоѓа, значи политичко решение, па после и правно решение, нас ќе ни создават уште подлабоки проблеми, а тоа што го гледаме ние досега, јас не верувам во едно заедничко решение без меѓународниот фактор да ги реши овие проблеми. Поштовани гледачи, тоа беа моите вечерашни гости, Давидковски, Ристевски и Селмани, универзитетски професори. Ова е практично влегуваме во 10-та недела на топ тема. Се доближуваме до бројката од 50 емисии. Над 150 панелисти досега поминаа низ овие слободни граѓански, експертски и слободоумни форуми. На моменти очекувавме дека во соочувањата ќе се вклучат и ВМРО ДПМН како партија која уште би можела да има елементарни демократски капацитети за вакви телевизиски соочувања. Не сакам да ви ги читам сите пораки, но ние, екипата во топ тема, се согласивме дека ова е шансата и моментот да упатиме јавна покана до премиерот на Република Македонија Никола Груевски во било кој ден од понеделник до петок да биде гостин на топ тема за најважните и највиталните прашања што ги интересираат граѓаните, се разбира доколку тоа го привлекува неговото внимание и доколку не бидеме ставени во агендата на истомислениците на медија мејкерите кои му се најблиски за така наречени ТВ интервјуа. Значи, сублимат, покана до премиерот на Република Македонија Никола Груевски, од понеделник до петок во било кое време сме слободни и ангажирани за едно ТВ интервју со него. Пријатна вечер, утре сте со Снежана Лупевска, Созак.